Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во оваа епизода ќе ја завршиме со обработка книгата Дела, која е на некој начин првиот историски запис за црквата. Во претходната епизода застанавме кај оние стихови во кои Лука пишува за тоа како бродот со кој Павле пловеше некое време беше заглавен некаде околу островот Крит, а потоа тргна на кај Малта. Во претходната епизода читавме и дека луѓето кои беа на бродот веќе 14 дена ништо не јадеа. Откако бурата во која се најде бродот малку се смири, Павле ги охрабри да земат и да јадат нешто. Ке почнеме со читање на текстот. Глава 27, стихови 35 до 37. Штом го рече тоа, зеде леп, му благодари на Бога пред сите, прекрши и почна да јаде. Тогаш се ободрија сите и зедоа храна, а во коработ не имаше вкупно 276 души. Штом во бродот имало 276 луѓе, тоа значи дека станува збор за прилично голем брод. Стих 38. И кога се подкрепија, почнаа да го олеснуваат коработ, исфрлувајќи го житото в море. Претходно тие во морето ги фрлија своите сопственности, а сега, кога видоа копно во близина, односно место каде ќе најдат храна, го фрлија и житото за бродот да биде полесен. Стихови 39 до 44. Штом се раздени, земјата не ја познаа, но забележаа еден залив со песок, на кој решија, ако им поиде од рака, да го извлечат коработ. И дигајќи ги котвите се заплови по морето, а покрај другото ги разлабавија и врските на кормилата. Го развија малото едро спрема ветрецот што дуваше, та пловеа кон брегот. Но, удирајќи на еден гребен, прамецот на коработ се заби и веќе не се помрдна, а задниот дел од коработ се разбиваше од силата на брановите. Војниците пак помислија да ги убијат затворениците, за да не исплива некој и да побегне. Но стотникот, сакајќи да го спаси Павле, ги одврати од таа намера и заповеда најнапред да скокнат и да излезат на земја оние што знаат да пливаат, а другите кој на штица, кој на штогоде од коработ. И така излегоа сите живи и здрави на земја. Иако бродот удри во гребен и се заглави на истиот тој гребен, сепак сите патници останаа живи. Со тоа се исполни ветувањето кое Бог преку апостолот Павле им го даде, дека сите кои се на бродот ќе ја преживеат бурата. Со тоа доаѓаме до последната глава од книгата Дела. Ке почнеме со читање на текстот. Во глава 28, стих 1, дознаваме на кое место завршија патниците. И тогаш, откако се спасивме, дознавме дека островот се вика Мелит. Во тоа време островот се нарекувал Мелит, а денес го викаме Малта. Да, бродот во кој се наоѓаше Павле и 275 други луѓе стигна до островот Малта. Местото каде застана бродот и на кое се истоварија патниците, денес во Малта е познато како заливот на Свети Павле. Стих 2. А мештаните ни укажаа необична човекољубивост, не примија сите и бидејќи врнеше дожд, беше студено, та накладоа оган. На островот Малта дојдоа 276 нови луѓе. Некои од нив беа морнари, некои римски војници, а некои криминалци на кои требаше да им се суди во Рим, или кои требаше да бидат погубени во Рим. 276 луѓе. Тоа воопшто не е мала бројка, а сепак Лука вели дека мештаните на сите им укажаа необична човекољубивост, ги примија и запалија оган за да се загреат. Иако луѓето беа многубожци, сепак покажаа човечност кон новодојдените луѓе. Бог не само што ги спаси сите кои беа на бродот, туку и го поттикна локалното население да се однесува добро кон нив
и преку мештаните се погрижи за сите нивни потреби. Стих 3. А кога Павле насобра многу гранки и ги стави на огнот, една змија излезе од гранките поради горештината и се впи во неговата рака. На крајот од Евангелието според Марко, Господ Исус вели дека оние кои веруваат ќе земаат змии во рака и тие змии нема да можат да им наштетат. За жал, некои луѓе го имаат протолкувано тоа ветување на погрешен начин, мислејќи дека можат да се играат со змии и ако му веруваат на Господ, ништо нема да им се случи. Но, тоа не е поентата на Исусовите зборови. Јас сум убеден дека таквите обиди да се фаќаат змии како начин на покажување вера се всушност начини на кои некои луѓе го искушуваат Господ и за жал дел од нив за малку ќе го изгубеле животот. Дали во стихот кој го прочитавме ни е опишана таква случка? Не, бидејќи Павле не ја зеде змијата во рака, туку самата змија излезе од гранките и го касна на раката. Патем, верувам, забележувате како Лука пишува дека Павле отишол да собира гранки за огнот. Иако беше многу влијателен човек, некој со голем духовен авторитет, сепак, тој себе си не се гледаше како некој на кои другите треба да му служат. Баш напротив, самиот тој им служеше на другите, не само преку проповедањето на Евангелието, туку и на дело. Што се случи откако Павле беше каснат од змија? Како реагираше тој, а како луѓето кои беа очевидци? Стих 4. Мештаните штом го видоа животното како виси на неговата рака, меѓу себе си рекоа: овој човек е навистина убиец, па затоа иако се избави од морето, судот Божји не го остави да живее. Мештаните си оформија одредено мислење за Павле, врз основа на тоа што змијата го касна за раката. Тие дојдоа до заклучок дека Божјата правда секако го стигнала. Иако не умрел при бурата во морето, сепак дошло време за Бог преку друг чинител да му го одземе животот. Не само тоа, туку сигурен сум дека го гледаа Павле и чекаа во секое време да умре. Интересно е тоа што иако овие луѓе беа многубожци, сепак имаа одредено чувство за правда. Тие веруваа дека на грешните луѓе ќе им се суди праведно. Тоа е навистина така, на грешните луѓе ќе им се суди праведно и ќе ја добијат својата казна еден ден кога ќе застанат пред Бог. Но тоа не значи дека секоја несреќа или страдање со кое ќе се соочат луѓето тука на земјата е директна последица на нивниот грев. Конкретно во овој случај, мислејќи дека е убиец кого Бог го казнува преку змијата. Знаете, кога ќе бидеме сведоци на туѓа несреќа или страдање, најдобро е да не избрзуваме со заклучоци зошто тоа се случило. Некогаш е јасно зошто некои луѓе страдаат, бидејќи можеме да видиме причинско-последична врска помеѓу нивните дела и нивното страдање. Но, кога тоа не можеме да го согледаме, подобро е да молчиме. Што се случи со апостолот Павле? Стих 5. Но, тој ја истресе змијата во огнот и ништо лошо не му стана. Лука, кој беше доктор по професија, предпоставувам дека го прегледа Павле и свати дека ништо лошо не му се случи, иако го касна змија. Мештаните очекуваа да умре, а на Павле не му стана ништо лошо. Стих 6. А тие очекуваа да се појави оток или пак веднаш да падне мртов. Но, бидејќи чекаа долго време и видоа дека не му стана никакво зло, тие си го променија мислењето и велеа дека тој е Бог. Овие луѓе повторно дојдоа до погрешен заклучок. Првиот пат помислија дека е убиец, а сега почнаа да зборуваат дека некој Бог дошол на нивниот остров. Патем, ова не е прв пат во книгата Дела апостолот Павле да биде спореден со Бог.
Такво нешто се случи и во Листра при првото негово мисиско патување. Стих 7. Околу тоа место се наоѓаа имотите на началникот на островот, по име Поплий. Тој не прими и 3 дни пријателски не го штеваше. Лука повторно не известува дека луѓето кои живеа на островот Мелит или Малта, според денешното име, беа многу гостолюбиви. Се вели дека началникот на островот 3 дена ги примил и пријателски ги гоштевал. Дали тоа се однесува на сите 276 луѓе или само на одредена група, не сум сигурен, но Павле и Лука беа меѓу оние кои беа гости кај началникот на островот. Стих 8. А таткото на Поплий се разболе и лежеше, страдајки од треска и болки во стомакот. Павле влезе кај него, се помоли и положувајќи ги рацете врз него, го исцели. Болеста со која се соочи таткото на Поплий беше прилика за Бог да се објави во неговиот живот. Истото може да се каже и за бурата со која се соочи бродот. Таа беше прилика за сите во бродот да го спознаат Господ кој им ги запази животите. А тоа може да се каже и за случката при која змија го касна Павле за раката. И таа ситуација беше прилика за луѓето околу Павле да ја согледаат Божјата заштита врз неговиот живот. Стихови 9 и 10. Тогаш и другите од островот што страдаа од болести доаѓаа и се исцелуваа. Тие не почитуваа многу и не удостоија со големи почести, а пред заминување не снабдија со сите потребни работи. Знаете што ова значи? Дека сите кои беа болни на островот доаѓаа кај Павле и тој ги исцели. Интересно е тоа што Лука не пишува дали Павле го проповедаше Евангелието на тоа место. Мое лично верување е дека Павле и тука проповедаше за Господ Исус. Зошто го мислам тоа? Бидејќи каде и да одеше, Павле секогаш го проповедаше Евангелието и тоа беше основата на неговата служба. Не само тоа, туку предмалку прочитавме како мештаните почнаа да зборуваат дека тој е Бог. Сигурен сум дека Павле не сакал тие да продолжат да живеат со таа заблуда и затоа нашол начин да им објасни дека тој е само слуга на Севишниот Господ. Продолжуваме со читање, стих 11. По 3 месеци отпловивме со еден александриски кораб, што беше презимил на тој остров и носеше знак Диоскури. Павле престојуваше на островот 3 месеци, а Лука само во неколку стихови ни ја опишува неговата служба. Токму затоа јас верувам дека во тие 3 месеци тој сигурно го проповедаше Евангелието. Но Лука не ни дава детален опис на се што апостолот правеше. Стихови 13 до 15. Оттаму отпловивме и пристигнавме во Ригија, а по еден ден дувна југот и на идниот ден стасавме до Потиоли. Таму најдовме браќа, по чија молба кај нив останавме 7 дена. И потоа тргнавме за Рим. Тамошните браќа, штом чуја за нас, излегоа да не пресретнат до Апиевиот плоштад и до 3 крчми. Кога ги виде Павле, му заблагодари на Бога и се ободри. Бог му даде прилика на апостолот Павле да се сретне со христијани од градот Потиоли. Не знаеме дали тоа беа христијани кои поверуваа во Евангелието преку неговото проповедање, но сепак, за него беше големо охрабрување да се сретне со нив пред да пристигне во Рим. Бог секогаш наоѓа начини како да не охрабри кога тоа ни е потребно. Стихови 16 и 17. Штом стигнавме во Рим, на Павле му беше допуштено да живее одделно, но под стража на еден војник. По 3 дни Павле ги повика првенците јудејски и кога се собраа, тој им зборуваше: Мажи браќа, иако не направив ништо против народот или татковските обичаи, од Ерусалим ме предадоа окован во рацете на римјаните.
Во следните стихови читаме како Павле им објасни на јудејците зошто е во Рим. Како реагираат тие? Стих 24. Едни се убедија од зборовите негови, а други не поверуваа. Павле беше навикнат луѓето да реагираат вака на неговите зборови. Тој со години наназад го проповедаше Евангелието. Некои од неговите слушатели поверуваа во пораката, други не поверуваа, а трети не само што не поверуваа, туку и го прогонуваа. Но во Рим не се соочи со прогонство, бидејќи не беше на слобода. Ке завршам со читање на последните 2 стихови од книгата Дела. Павле остана таму цели 2 години во посебно најмена куќа и ги примаше сите што доаѓаа кај него, проповедајќи го Царството Божјо и учејќи за Господ Исус Христос наполно слободно и никој во тоа не го спречуваше. Зошто книгата завршува на овој начин? Се чини дека Лука не ни дава конкретен заклучок во однос на животот на Павле. Црковното предание вели дека Павле беше погубен поради својата вера, но Бог го исполни своето ветување. Апостолот имаше прилика да сведочи за Евангелието во Рим онака како што сведочеше во Ерусалим. Но, на крајот од проучувањето на оваа книга, сакам да знаете дека во одредена смисла книгата Дела се уште не е завршена. Ако книгата Дела е извештај за животот на црквата, тоа значи дека тој извештај се уште се пишува, бидејќи црквата е се уште на оваа земја и активно му служи на својот Господ и Спасител. Од таа гледна точка би можеле да кажеме дека сите кои искрено го следат и му веруваат на Господ Исус се личности кои имаат удел во Божјото дело на оваа земја кое се пројавува преку црквата. Тука ќе го завршиме денешното проучување и обработката на книгата Дела. Во следната епизода ќе почнеме со обработка на друга книга од Светото Писмо. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.